Во тема на денот, како што најавив мој гостин, организацијскиот секретар на СДСМ, поранешен директор на јавното предпријатие Железници, Зоран Трифуновски. Добро вечер и добре дојдовте во Дневникот. Добро вечер, Цаци. Поздрав до гледачите на телевизија Сител. Ке се потрудам да отвориме повеќе актуелни теми. Прва, за жал, многу актуелна тема е состојбата во Гостивар, која се уште не е решена, состојбата со водата за пиење. Тоа е процес долг и тежок, кој ги остави граѓаните повеќе од 3 недели без вода за пиење. Следам дека секојдневно ја експлоатирате темата, имате партиски пресконференции, реакции, вклучени сте. Дали ова тема на која може да се соберат политички поени во овој момент, со оглед на тоа што и локалната самоуправа таму е од Демократската унија за интеграција, институциите постапија, поднесени се кривични пријави, одговорност се бара за хаваријата која што е настаната, зошто се политизира случајот? Апсолутно мислиме дека граѓаните треба да бидат информирани затоа што се деси една голема катастрофа. Се деси труење на граѓаните на Гостивар, каде што преку 4000 луѓе веќе побараа хоспитализација во болницата во Гостивар. И заради тоа ние ја активизираме оваа тема се со цел да знаат граѓаните што ги очекува и што да се надеваат во наредниот период. Затоа што мислиме дека дека институциите не се покажаа како што треба. Не можеме да кажеме дека само локалната власт требаше да реагира, напротив, мислиме дека требаше и останатите државни институции да преземат некоја акција. Тоа за жал не се деси, поминаа многу денови, скоро 22 дена граѓаните на Гостивар пие отровна вода со фекалии, користеа техничка вода, од која што добија сериозни здравствени проблеми по животот и здравјето. Ради тоа, ние секој ден апелиравме, се вклучивме максимално на терен. Јас го предводев тимот од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кој што веднаш се упати меѓу граѓаните на Гостивар. Поделивме техничка вода, делумно и вода за пиење до ранливите категории на граѓани, највеќе до пензионерите и социјално загрозените семејства. Исто поделивме и пробиотици. И заедно со председателот кој што исто дојде во Гостивар, побаравме итно прогласуваме не на епидемиолошка ситуација. За жал, од страна на власта имаше закасната реакција, дури после 5 дена се прогласи епидемија и институциите потврдија на сите можни нивоа. Да, ние се согласуваме дека локално можеби имало одговорност и треба да се преземе и стоиме позади институциите, меѓутоа не е одговорноста само локална. Значи, тука треба да се спомне дека Институтот за јавно здравје не преземало никакви мерки, Центарот за јавно здравје од Тетово, кој што е надлежен за општина Гостивар, не преземало никакви мерки. Значи, Агенцијата за храна и ветерина исто не се уклучила и нормално најповиканиот лидерот на сите нив, човекот кој што ги назначува, ги именува и ги координира министерот за здравство Клековски, никако не се појави пред граѓаните на Гостивар. Исто како и неговиот партиски лидер Мицкоски, кој што беше должен да се појави меѓу граѓаните на Гостивар, он место да се појави да ја објасни ситуацијата, он направи за нас една ненормална ситуација, отиде во Кавадарци на базен заедно со нивниот градоначалник Мицкоски и Митко Јанчев заедно да го промовираат отварањето на базенот во Кавадарци. Кога ги обвинувате од партиска говорница, добивате и контра одговори, контра напади. Власта објави документи дека и во време на владењето на СДСМ во повеќе наврати водата за пиење во Гостивар била неисправна, но дури граѓаните не биле ниту алармирани и информирани дека низ нивните чешми тече отров. Значи, прво треба да ја потсетиме власта дека се они на власт веќе 2 години и 6 години на локално ниво. Значи, не се опозиција, не може да се оправдуваат со пресконференции и да ги напаѓаат дека сите останати се криви, освен самата владеачка гарнитура која што треба да постапува во овие ситуации. Ако имало такво нешто во времето на СДСМ, медиумите и јавноста ќе биле запознаени. Ние официјално никој до сега нема дека во времето на СДСМ, во времето на председателот Венко Филипче, дека имало труење со вода. Затоа власта не треба да ја префрла одговорноста и да се правда на минатото, него да биде поенергична, да најде решение за проблемот кој што и после 22 дена се уште е активен во Гостивар. Значи, треба на луѓето да им се објасни што понатаму, дали тие луѓе ќе добијат барем техничка вода и дали ќе добијат и чиста вода за пиење.
Како што споменав на почетокот во најавата, вие во мандатот на претходната влада бевте директор на јавното предпријатие Македонски железници. Во моментов се актуелни проектите и коридорот 10 и коридорот 8 железнички, се најавуваат многу важни проекти и инвестиции во овој дел. Ајде најпрво сакам да ве прашам, бидејќи посебен фокус се става на коридорот 10, кој е вашиот став? Имаме ли потреба од една нова изградба на една нова пруга, една нова линија, или може би сето ова можеше поекономично да се заврши со реконструкција на постојниот железнички коридор? Апсолутно мислам дека политиката што ја води оваа власт е погрешна. Тоа се гледа од сите нивни проекти. Првично нема потреба да се направи нова брза пруга, како што ја нарекуваат, и да се задолжат граѓаните со толкави големи суми, бидејќи проекцијата на нова брза пруга е меѓу 2 и 2,5 милиарди по нивните пресметки. Таа брза пруга они најверојатно ја виделе од нивните пријателски земји, Србија и Унгарија, кои што веќе направија брза пруга, меѓутоа таму треба да знаат и да бидат информирани граѓаните, работат само кинески компании со кинески кредити. Ние веќе имаме земено еден кредит, за кој што во меѓувреме новата власт во Унгарија отвара истрага, и мислам дека не е потребно повторно да влегуваме во такви сценарија. По мене доволно е да се направи реконструкција на постоечката пруга, која што постои веќе 153 години во нашата земја, и за тој дел од 215 километри од граничниот премин Богородица до граничниот премин Тавановце, за да се реконструира, би ни требало околу 2 години и помеѓу 200 и 300 милиони евра. Значи, разликата е 10 пати поевтино е ова решение и подобро за граѓаните. Од друга страна, некој може да каже, да, ама нема да имаме брза пруга. Брзата пруга значи само во делот на превозот на патници. Тој превоз секаде во свет е субвенциониран од државата. Финансискиот буџет кој што го добива државата е од карго или товарниот сообраќај. Секаде во светот дозволената брзина за тој сообраќај е максимум до 140 км на час. Ако ние сега имаме пруга која што може да се движи или со ремонтот ќе се движи од 100 до 120 км на час, значи само за 20 км на час или претворено во време за 10 до 20 минути пократко време на движење, ние треба да пратиме 10 пати поголема сума према кредиторите и да го задолжиме народот на Република Македонија. Има најава дека ќе се подпишува со европските банки за третата фаза од коридорот 8 и дека практично ќе добиеме најголем грант досега за изградба на коридорот 8. Нешто почнува да се прави и да се инвестира. Сега зборуваме требало ваков проект или онаков проект, но веројатно е значено што има раздвижување во овој сектор. Апсолутно повторно владата, како и до сега, пробува јавноста да ја доведе во манипулација и во заблуда. Значи, тој проект постои веќе од времето кога Социјалдемократскиот сојуз на Македонија предводеше владата. Значи, уште во 2022 почна изградбата на коридорот 8 или попознат меѓународот како НАТО коридор, затоа и ние сакаме да инвестираме во НАТО делот, а не во пруга која што ќе не поврзува преку кинески и руски пари. И веќе се сработи лот 1 целосно, тоа е од Куманово до Белјаковце, и се работи дел од лот 2, од Белјаковце до Крива Паланка. Ова за што сега зборуваат, фазата 3, така наречена, значи парите се обезбедени уште во владењето на Социјалдемократскиот сојуз. Тогаш се обезбеди најголемиот грант до тогаш во историјата на Република Македонија, 149 милиони од ВВФ и плюс уште 60 милиони од ИПА фондовите. За жал, бидејќи владата го прекина тогашниот повик кој беше отворен за избор на најдобар изведувач и за избор на надзор, поминаа 2 години, они не сработеа ништо, стигна казната од Европска унија. Не ги повлекоа 60 милиони од ИПА фондовите кои што ни беа доделени како грант за третата фаза. Во изминатиот период, особено по самата промена на власта, имаше бројни критики за тоа како се менаџирал во времето на СДСМ овој сектор, но оно што како граѓани и како факт можеме да го видиме и што веројатно најсликовито е опишува состојбата со нашите железници, дека имаме возови кои возат со 10, 20,
на час, имаме пруги, елементи на пругите кои што се од 63-та година, пред 150 години сме имале воз до Солун, сега немаме воз до Битола најчесто. Сето тоа покажува дека многу долго, не само во мандатот сегашен од 2 години на оваа влада или во мандатот на СДСМ, дека не се направило доволно, туку едноставно комплетно бил запоставен овој сектор со согласуватели дека тоа е многу сериозен проблем за кој веројатно треба од овој момент па натаму да има сериозна посветеност на секоја сегашна и идна влада за да се возобнови. Апсолутно се слагам дека во дел од минатото повеќе влади имаат одговорност за состојбата, меѓутоа тоа не го оправдува однесувањето на сегашната влада и тоа што 2 години не презема никаква активност на веќе обезбедена финансиска конструкција да продолжат да ги одвиваат градежните работи. Тоа за жал гледате дека не ги кошта пари граѓаните. Сега ради таа ситуација ќе треба да повторно се задолжуваме да бараме нови кредити, а дека секогаш може подобро, може. Дека има разлика, граѓаните сами ќе видат како било и како се работело во времето на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, затоа што ние во мојот мандат за една година изградивме 31 километар железниčка пруга на коридорот 10 од Неготино до Ногаевци за 4,8 милиони евра. Нешто што звучи многу интересно е најавата за градски воз кој може да почне уште сега во септември и кој мислам дека ќе даде сериозен позитивен импулс на јавниот сообраќај во главниот град. Можеше тоа да се направи можеби и порано? Градскиот воз е делумно решение, што од секогаш кружело во куларите на железници, меѓутоа тоа е повеќе решение за приградските населби. Ние, како Социјалдемократски сојуз на Македонија, мислиме дека БРТ системот кој што го предложив уште пред 6 години, а за жал оваа власт која е на локално ниво веќе 6 години не го продолжи проектот, дури сега свати дека единственото и најдобро решение за градскиот метеж, за проблемот на Скопјани е БРТ, а не импровизација на други решенија. Обавувате функцијата организацијски секретар на СДСМ, вие сте практично дел и влеговте откако СДСМ е во опозиција, што веројатно е тешко да се биде на таа позиција во тешки времиња за партијата. Кои се предизвиците за Социјалдемократскиот сојуз и што можете или што правите во изминатиот период за да ги мотивирате своите членови и поддржувачи, но и да ја вратите довербата кај граѓаните која сте загубиле на последните избори? Па добро, нормално е дека ние претрпевме голем пораз 2024 година. После тој пораз, прво нормално бевме во шок, па бевме бесни и сега се свестивме и дојдовме во реалноста, што може понатаму. За среќа, нашиот политички опонент многу ни помага, затоа што со катастрофалните политики и криминални коруптивни тендери што секојдневно ги прави, ги мотивира нашите членови повторно да ја согледаат реалноста, да се вратат во партијата и да ни помогнат заедно да поработиме и да вратиме СДСМ на каде што е местото, повторно да биде државна партија број 1 во државата. Дали партијата денес е пообедината од моментот на смената на лидерството кога и вие влеговте во Социјалдемократскиот сојуз? Во раководството според? Апсолутно, партијата веќе е на добар пат. Ние секојдневно имаме илјадници средби со граѓаните. Ги посетивме заедно со секретаријатот сите општински организации, сите се комплетно организирани, спремни и цело време сме меѓу членството, а сега во последно време меѓу граѓаните на терен, со цел да им ги представиме новите политики. Знаете дека во изминатиот период имавме и еден конгрес програмски, на кој што презентиравме одредена платформа и сега таа платформа полека стига до секој граѓанин во нашата држава. Може ли да коегзистира концептот на сегашното раководство со оние концепти кои видовме дека се промовираа на различни трибини, за кои веќе во јавноста се зборува, и дали тие се знак на натрепартиска демократија или на сериозен судир и раскол во Социјалдемократскиот сојуз? Апсолутно, и во минатото Социјалдемократскиот сојуз имал вакви ситуации, значи не е прв пат, тоа е големината на Социјалдемократскиот сојуз, затоа што ние сме сепак една демократска партија каде што секогаш се почитуваат различните мислења и секое мислење кое што дава додадена вредност во партијата ние го прифаќаме. Тоа се сепак мои партиски другари со кои што еве веќе изминативе 30 години заедно растеме во самата партија. Секој од нас бил на различни позиции, сите сме допринесле за што подобар Социјалдемократски сојуз, но и на Македонија, но и за подобро во државната политика што сме ја водиле.
Ние им подадовме рака, буквално јас бев заедно со моите партиски другари од секретаријатот целодневно на разговори со нив и се уште разговараме, значи не е затворена вратата према никого. Ние се надеваме дека што поскоро ќе седнеме заедно, ќе ги надминеме овие тековни проблеми и заедно ќе се протиставиме на оваа ненародна власт која што побрзо треба да се замине од власта. Анкетите покажуваат дека сепак рейтинзите на владеачката партија се уште се далеку поголеми од поддршката за СДСМ и другите опозицијски партии. Колку постои страв дека евентуални избори следната пролет, за кои веќе се говори во јавноста, ќе значат уште еден изборен пораз и дали раководството може тоа да го издржи? Анкетите што ги спроведуваат сите покажуваат дека ВМРО има драстичен пат како никоја влада до сега. Значи 150.000 граѓани веќе за 2 години ги изгубија. Од друга страна, ако имаше Мицкоски таков рейтинг, ќе се појавеше пред граѓаните во Гостивар, а не да оди да отвара базени. Со неговите партиски другари видовте денеска дека направија нов криминал, поделија вода на нивна блиска фирма, за нас неконвенционален начин, бидејќи може да разговараат со сите останати фирми во државата и мислам дека сите ќе се понудеа да помогнат. Ако се тоа нивни анкети, кај што они мислат дека се добри, а од друга страна само си гледаат своите бизнис ориентации, мислам дека не се согласувам со тие анкети. На тие анкети исто нивниот привезок знам, веќе е во статистичка грешка и секојдневно се молат да добијат барем едно пратеничко место доколку настапат заедно во коалиција. Единствено што и на нивната и на нашата анкета покажува дека единствена партија во моментов што расте и што оди нагоре е Социјалдемократскиот сојуз. Не толку посакувано колку што очекуваме, но со макотрпна работа, со цело време движење меѓу граѓаните на терен, мислам дека набрзо ќе го добиеме заслуженото место. Зоран Трифуновски, во тема на денот ви благодарам за вечерашното гостување. Благодарам, Цаци, ми беше чест што гостував кај вас.